Откажувањето на изградбата на аеродромот во Штип оди во прилог на образување на постапката околу изградбата на пензионерскиот дом во Кочани. Истакна градоначалникот Николчо Илиев, кој што на денешната средба со пензионерите од Кочани информираше за постигнатиот договор меѓу општината и Министерството за труд и социјална политика околу изградбата на домот за стари лица во Кочани. Ние, како локална самоуправа, продолжуваме да соработуваме и да ги поддржуваме во секој поглед луѓето од третата доба. И во тој контекст, вчера имавме средба со Министерската за труд и социјална политика, каде уште еднаш на многу високо ниво ја подигнавме изградбата на старечкиот дом во Кочани, кој е и регионален проект, односно проект на источниот регион. Мислам дека сме на добар пат да најдеме едно решение за изградба, конечна почеток на изградба на овој старечки дом. Моментално од владата кажаа дека имат предвидено средства со оглед на состојбата, откажувањето на изградбата на аеродромот во Штип, значи дел од средствата од ТАФ ќе бидат наменети токму за овакви проекти. Ние имавме таа среќа да имаме готов проект со кој што истрчавме и веќе конкуриравме во Министерството за труд и социјална политика и натаму ќе следиме состојбата и се надеваме на позитивен одговор и конечно почнување со градба на овој значаен проект за источниот регион. Инаку, домот за стари лица што ќе се гради во Кочани ќе ги опфаќа здруженијата на пензионерите од Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово и ќе биде од регионален карактер.